Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Само вистина. Вечер во студиото се Сотир Костов. Добре дојдовте, господин Костов. Добре најдов, добро вечер. И Љупчо Зиков. Добре дојдовте и вие, Зиков. Браво. Многу актуелни теми има деновиве. Еве, ќе зборуваме секако и за тоа кој треба да ги гради Чебрен и Галиште, бидејќи тоа е една од најактуелните теми од денеска или вчера, можам да кажам. И секако она што беа пораките од самитот во Тиват, посетата на Кошта. Еве, со вас ќе почнам прво, Зиков. Што лично вие мислите околу предлогот на Мерц? Дали тоа значи дека земјите од Западен Балкан може да се надеват на постепена интеграција и тоа да биде процес кој што полесно ќе не одведе до ЕУ, или тоа ќе биде еден процес во кој што ние ќе се надеваме на ЕУ, а постепената интеграција ќе остане многу долго? Значи, ако најлично кажувам, сакам да сум во групата на граѓани, да сум член на граѓанство кое на еден нормален начин влегува во Европска Унија, како што влегле другите држави во Европска Унија и другите граѓани, нации. Ова малку ми изгледа како утешна награда за група земји кои предпоставувам, сега нека не ми замери граѓанството, сите се оценети како земји со држави со посебни потреби, значи во тој дел. Не можам да избегнам и геополитиката, тука е Украина, Молдавија, веројатно тоа купот сега тука бил основа на тие размислувања. Зашто за посебни потреби? Јас ќе те прекинам, мислиш заради тоа што најчесто во извештаите велат дека се земји каде што има одредени, не за сите земји, за каде што има режими, каде што имало проблем со корупција и такви некои заради тоа. Значи предолго сме во извештаите оценувани како не само Македонија, значи сите овие држави, па дури и Црна Гора и Албанија, ако тие се понапред нели од нас, тие се оценувани како држави меѓу кои ние со високо ниво на корупција, со организиран криминал, со недобро темпо на раст на бруто-општествениот производ, без разлика што ние во Македонија и во Србија и во други држави се фалиме, нормално владите наши, и тоа им е работа да се фалат. Во тоа дека имаме стапки на раст, 3,7, 4, 2, 2,5, не се некои стапки на раст кои може да кажа дека брзо се приближуваме кон стандардите на Европска Унија, кон земјите, например, не мора високо развиените земји, меѓутоа земјите како што се Хрватска, Бугарија, Романија, Унгарија, Чешка, Полска, Словачка и така натаму. Значи, ние се уште заостануваме, овде има и објективни причини, тоа се годините на кризи, од короната наваму ние практички сме во една зона на многу Украина, војната, Русија, енергенсите, цените на енергијата и така натаму, тие го кочат развојот, тоа е објективниот корпус на причини. Меѓутоа имаме ние многу и субјективни причини, сите овие држави овде, меѓу кои и Македонија. И така, она што директно сега да одговорам на вашето прашање, предлогот на Мерци и Макрон доаѓа во еден чувствителен момент, особено кога гледаме Македонија, нели, во оваа работа, не сакам да мислам дека тој предлог е креиран заради Македонија, нели, во тој дел. Меѓутоа можеби заради Украина, таму се бара придружено членство. Има сите држави, ако исклучиме Црна Гора, другите држави имаат некои проблеми што ќе ги кочат во текот на дури и Црна Гора, бидејќи видовме деновиве Хрватска стави неколку барања, меѓутоа тие се, според мене, моја проценка, се бенигни некои барања, може Црна Гора да ги испорача. Меѓутоа Македонија има суштинско прашање, Србија има суштинско прашање. Да, и да заокружиме и така, значи го оценувам како добар предлог на кој треба да се размислува. Добро, но треба да стане и официјален сега ова. Тој треба прво да стане официјален. Второ во Македонија претпоставувам летово, додека луѓето се на одмор, би дошло до онаа фамозна до тој фамозен национален консензус околу тоа прашање. Очекувам ја летово да има некаков такво едно движење, бидејќи овој процес видов дека деновиве и власта и опозицијата го поддржаа овој предлог, ако не се лажам, значи ако добро слушнав. Значи во основа може да се направи национален консензус кон тој предлог. Сега, што тоа би значило, според тоа како ја го исчитувам тој предлог, ние повторно би го имале, според мене сега, како ја го гледам, повторно би го имале условот
да се отвори уставот и бугарите, хрватите, евреите и египтјаните, ако не се лажам, да влезат во уставот, па после ние да правиме што ќе правиме визави предлогот на Мерци и на Макрон. Значи, повторно ќе го имаме тој услов, со тоа што веројатно Македонија тука ќе добие некаков тип гаранција на тој одложен процес. Значи, тоа е процес кој веројатно ќе потрае заради тоа што ќе се скалира пристапот кон Европска унија. Значи, во еден период ние ќе го имаме. Но не чекаме ли ние прво гаранција па потоа да ја правиме уставна? Па не, сега тоа е големата игранка. Овде што се игра политички. Значи, нормално дека ја и претпоставувам и Сотир немаме информации ние што се случува позади сцената на таа ситуација. Гледам деновиве, например, видов некои оптимистички изјави и од претседателката која утре оди во Бугарија, па дури и изјавите на премиерот денеска или вчера беа, не знам, гледам дека кријат еден оптимизам во целата таа работа. Можно е веројатно да се прифати нешто, да се направи нешто, да се седне можеби директно со Софија, да се дискутира околу тие работи. Во секој случај се отвара таа врата и ја тука би порачал дека сега Македонија треба да биде многу паметна, со оглед на тоа дека се воспоставува и тој го гледам и тој национален консензус кој се воспоставува меѓу власта и опозицијата. Значи треба да бидеме паметни, да го искористиме моментумот и ако ова биде живо, што го предлага Мерци и Макрон, мислам дека треба да се прифати и да се тргне кон тоа. Иако повторно, како што почнав, така и ќе го завршам овој дел, поголем мерак ми беше, значи, да излеземе на отворена сцена и да преговараме според старото правило, кое важи и сега. Значи, да излеземе како што Црна Гора тоа го прави, како што повеќе држави тоа го правеа. Ова некако ми изгледа, знаеш, не галат малку сега и така. Во принцип не сум таков карактер. Да, добро, господин Костов, се согласувате ли вие со ова што го зборува Зиков и очекувате ли вие дека би имало летово национален консензус со оглед на тоа дека ги слушаме секојдневно на пресконференции ВМРО ДПМН и СДСМ буквално не ми делуваат со помирувачки тонови и дека во скора иднина би нашле. Мислам дека суштински се разликуваат на начинот на кој што треба да се направат тие уставни измени. Во голема мера согласувам со мојот соговорник, во една мала мера не. Ети вие приметивте овие посебни потреби, но тоа беше некоја метафора што ја каже соговорникот, а јас како него размислувам и јас сакам природно да влеземе, а не неприродно, и јас сакам нормално да влеземе, а не ненормално, бидејќи јас ќе потсетам 2008 година беше нашиот Олимп на евроинтеграциите. Ние се остваривме 2008 година. Не изигра. Сега треба ли да потсетувам на знаме, на устав, на малцинства, па и на име дадовме, премногу дадовме. Значи, нам ни треба оваа природност и нормално што ја заговара мојот соговорник, ама ајде да видиме што значи тиват, да видиме што значи. Сега ја не мислам дека сме ние во група на земји со посебни потреби, ама како метафора до негде го сваќа мојот соговорник. Видите вака да ви кажам, ја лично мислам тиват е едно 3 нивоа повисоко од она што го направија за Украина и Молдавија со Орбан, кој замина во историјата, видува дека не може преку леп погача да се прави, видува дека Балканот е во суштина многу побитен од Украина и Молдавија, а Молдавија е битна само ради тоа што има војна, видува дека Балканот ќе биде еден голем клин, отворен, гап, кој во секое време може да биде вруток во негативна смисла на нестабилност и пазете кој. Според мене најмокните, ама и најголемите кочничари за проширување од 2013 фактите кажува дека немаше проширување. И сега одеднаш најмокните Германија и Франција, Мерц и Макрон, кочничарот кој е автор на реновирањето под наводници на реформирањето во суштина на Европската Унија, а не гледам дека од 19 до денеска се реформираше Европската Унија, ни кажува дека има убави денови за нас. Јас го поздравувам ова. Тиват со воздухопловен јазик, ја вака ќе го објаснам. Тоа е еден засврт на Европска Унија пред се, конечно
подеднакво ги гледа сите апликанти за Европска Унија, од Балканот би рекол, иако разликата во квалитет е многу. Убаво кажа Зиков дека не се сите држави исти, но сватија дека морат еднашка подеднаков да водат грижа. И сега тој засор ние, кога велиме кога имаме аеродроми кои од 3 места имаат отежнат простор на слетување, само од една страна се користи тој холдинг. Тој е круг растегнат во елипса и од холдингот прво имаш приближување, па имаш оддалечување, па од подобар агол приближување. И јас така го сваќам овој тиват. Точно е, позитивна енергија продуцираше, никој не е против. Сега ние сме доктори во толкувања. Нема што да толкуваме. Еве сликата ја гледам сега, кај вас на Карон се менува. Прв пат Макрон и Мицкоски се поздравуваат не како што е нормално, него као сојуз. Мене тоа ми значи една слика, 1000 зборови. Значи, конечно и Франција, која 2008 не закочи, која не закочи пред некоја година, свати дека проблемот треба да го реши Брисел, Париз, Берлин, а не Софија. Јас сум еден од ретките кој размислува дека со тиват Бугарија е маргинализирана. Бугарија е тргната настрана као кочничар, као држава со политичари кои се закануваат дека нон-стоп ќе ни ставаат вета, сега работата се менува. Дали тоа значи дека ние може да се надеваме сега на гаранции? Не, ние веќе се надеваме. Прва ги спомна, ако се сеќавате пред некој месец фон дер Лајен, дури едно време и Орбан ги кажа, кој беше на наша страна, ама еве веќе луѓето не сакат за него да зборуваат. Кошта е последниот? Не, читајте меѓу редови и кај Кошта. Значи, таа пресконференција, кога јас ке во едно време обучувам лидери, ќе ја дадам како се прави културен прес на лидери од висок формат. Дадоа позитивна енергија, кажаа без да спомнуваат негативни работи, соседи, да именуваат, да посочуваат, но кажаа обврските мора да се завршат. Јас прочитав дека и Кошта е во групата на луѓе што сака да ни помогне, бидејќи тој од една перспектива како министер на надворешни работи во Португалија едно предлагаше, како човек од Европска Унија друго, а сега како прв човек на Советот сосема трето што е во наша корист. Јас така го прочитав. И лично мислам, ние сега треба малку да седнеме на маса, ова што го заговара мојот соговорник, ајде да го видиме тој национален консензус, и ја тука малку сум скептик. А го посакувам од дното на срцето, од дното на душата да го оствариме по тоа прашање. По другите прашања нека се мават, нека се удират плексуси, не знам што, како во рингот политички. Еве, да предпоставиме што би било нормално да постигнат консензус, но... Не, треба да посакаме, да им посакаме и да ги опомениме дека мора да постигнат консензус. Вака сега, значи, за да се постигне консензус, редот на нештата вели, зборам за национален консензус дома, редот на нештата вели дека партијата која е на власт, лидерот на партијата на власт, премиерот, и лидерот на државата во тој момент треба да покрене енергија за таа работа. Значи, покрената е. Океј. Ја не ја гледам пред многу. 6 месеци е покрената. Да. Не, во ред е, тоа треба секој ден да се покренува. Пред и по нова година. Значи секој ден треба да се покренува. Добро. Дури ја и во ова студио имам кажано дека можеби треба зад завесите некои работи да се случат, значи да се види и да се погледне тој консензус, да се се состануваат, зборуваат, дури и Филипче го обелодени тоа. Да. Зборуваат. Да се седне на маса на јавна сцена па да се заради тоа што договарат. Македонија не смее да го испушти сега овој воз. Да, па да. Значи, ако овој воз се испушти, бидејќи добра намера во тивата е поставена, како што вели Сотир. Значи, ако и овој воз се испушти, тогаш Македонија ќе прати друга порака према Европската Унија, а тоа е дека има проблем со ставот дали сака во Европска Унија или не. Значи, има такви држави во регионот кои, еве, на пример, ако сакате, земете Унгарија со Орбан, цело време покажуваше негативни ставови према Европска Унија како полноправна членка на Европска Унија. Значи, во тој дел, помалку или повеќе функционираше како земја на работ, надвор од Европска Унија. Си ги штитеше интересите на меѓутоа збориме за исти тип, ама зборуваме за исти тип и во однос на мигрантите и во однос зборуваме за исти тип на политика. Ако сакате Србија, земете ја денеска. На пример, Србија оддава и праќа пораки дека многу и како да ви кажам и оваа власт сега во Србија. Зборам за власт, не за народ. Так. Анкетите друго покажуваат и во Србија. Значи,
како да не е многу гајле дали ќе влезат во Европска унија или не, и тука се отвара кога сме кај Србија, за да не се враќам повторно на таа држава. Зошто Србија? Што има врска Србија? Нивна работа што сакате да правиме? Не, зборувам за духот на политиките, што не треба ние да правиме. Што не треба ние да правиме. Ја не велам дека ние тоа правиме во моментот. Не го гледам тој момент сега дека до крај сега дека ние не ќе да кажуваме. Меѓутоа, само ако ми дозволиш, Бети, кога сме кај Србија, сега е многу важно и тоа да кажеме, треба да го почекаме тој дефинитивен план на мерци на Макрон, заради тоа што, например, според мене, многу пати го имам тоа кажано и во оваа емисија, например, српскиот проблем, причината зашто Србија не напредува кон Европската унија е многу поголем од нашиот проблем. Значи, таму зборуваме за нешто што од Србија се бара, например, признавање на Косово и така натаму во тој дел. Тоа е нешто многу поголемо од тоа што од нас се бара. И сега, живо ме интересира како е замислен тој скалибилен процес на интегрирање на земјите од Западен Балкан во ситуација кога Србија и Косово имаат таков проблем. Значи, во тој дел. Ова другото што е како енергија од тиват, како добра намера, тоа е кажано. Сега, имајќи предвид од друга страна и Европската унија како ги менува работите на по 6 месеци и на по година дена, треба да видиме колку е кондицијата на сето ова што е предложено сега. Само да не биде ова купи ден помини, да не стане неофицијален предлог, туку достане, да. Видите, да се вратиме на националниот консензус. Да, тоа ме беше разборот. Да, тоа сакам да прашам. Што би бил тој национален консензус на власта според вас, а што за опозицијата? Звезда водилка, многу едноставно е. Господа, многу едноставно е. Ќе ја погледнеме Грција, лекција број 1, ќе учиме од грците. Ќе ја погледнеме Бугарија, лекција број 2, ќе учиме од бугарите. Ете ти го националниот консензус. За националните и државните интереси по тоа прашање евроинтеграции ние се обединуваме на политички план. Другите прашања, плурализам. Што значи тоа, господине Костов, според вас национален консенсус? Нема еден во клин, друг во плоча. Измени, а дека... Не, немојте да поаѓате негативистички. Оставете ги. Не постојат уставните па. Тиват нема врска со уставни. Тоа некој не гледат, не читат, не гледат. Има врска. Дозволи. Тиват е влегување внатре. И тоа се вика втора чекална. Ама те молам сега, ќе си го кажеш ти твоето. Тоа се вика веќе не си во чекалната, него си во лобито. И сега, со секој посебно се седнува, мислам што е разликава. Со секој се седнува, се гледат спецификите кој до каде е дојден и се разговара. Си на масата, број 1 не си наменито. Немаш право на глас. Затоа ќе работиш малку повеќе на реформите. Македонија има плюс да го реши проблемот со уставните промени. Решлив ле. Сум разговарал со безброј правници. Не е ред, ја не спаѓам во тие врвни експерти на уставно право, јас да соопштувам. Има групи што работат, тоест работиме многу скоро, и во синоќашното интервју председателката нешто обелодени и рече ќе се каже на јавноста, ќе видите дека тој проблем е решлив. Со уставните измени. Со уставните измени. Ама, пак не треба нив да ги гледаме као поединечен проблем. Ние треба да го гледаме евроинтеграционен процес. Како би бил решлив според вас, господин Костов? Многу сум љубопитна. Ама формулацијата ја кажува премиерот 2 години, председателката 2 години, првата година не сакаат да слушат соседите, втората година почнаа наедново да слушат, а Берлин ги сватил. Треба ли да ве навраќам да ви кажам од кој состанок во Брисел, кога излезе председателот Мицкоски на владата, кажа во Брисел почна да се разговара за можноста на решавање на македонското прашање, поточно на влезот од почнување на преговорите на Македонија со експерти од Брисел. Се е кажано. А сега вие сакате да ви напишат, нема да ми се наљутиш, да ви напишам ја. Кога ќе ме вклучат во експертската група, јас ќе ви кажам. Вака, за сега како стојат работите, јас информации суптилни немам за таа работа, меѓутоа, она што е состојба сега во моментот, е дека Македонија практично сега не треба да се плаши од уставните измени.
уставните измени не го менуваат идентитетот на македонскиот народ, на Македонија, како сакате. Значи, тие само бараат, уставните измени бараат промена на устав и внесување на еден дел од народ во уставот. Тука на реплика ќе имам, продолжите. Значи, да го кажам ово што мислам. Значи, еден дел од народ, заедно со повеќе други делови од народи, како што се хрватскиот, како рековме, еврејскиот, египчанскиот народ. И тоа е исто што сега ние можеме да разговараме дали нашиот устав во тој дел е добар устав. Значи во тој, тоа многу пати сме го кажале до сега. Меѓутоа вие ако сте наредиле во преамбулата на уставот едно 6-7 заедници, тогаш тешко се брани да не наредите уште 3-4 заедници кога ќе дојде време. Тоа не, но проблемот што се проблематизира тука е дали ќе има и други барања идентитетски. Само се докажам да не остане да виси. Значи ако сме наредиле албанци, турци, власи, роми, срби, што имаме, бошњаци и така, нормално дека ќе наредиме. Прашање сега дали е таа преамбула на уставот најсрекното решение што го има Македонија, меѓутоа ние тоа го имаме од 2001. На крајот ја дотакна главното прашање. Да, прашање. Главното. Колку што јас знам и колку што следам протагонисти од 2001 кога се правил рамковниот договор и новиот устав, уставните промени, тогаш било предложено Македонија да има у преамбулата да биде граѓански устав, значи само граѓани на Република Македонија и потоа да нема ова имиња тие работи, освен неофицијално она што можеме да дознаеме зад кулиси, што се играло и преговарало тогаш, било кога ќе дојде време, според пописите, веројатно втор јазик да се воведе како службен јазик, да биде албанскиот јазик, да биде ставен во уставот. Така сум слушнал. Значи, не ворете, сега ние не сме биле на масата, не знаеме, веројатно вие можеби имате подобри информации, ова е моите информации што биле. Меѓутоа да немало. Сега вие кога имате ваков устав, кога треба веќе вака да си оди работата, ние нормално дека мора да го отвориме не само заради бугарите. При тоа не се губи идентитетот, напротив, со внесувањето на бугарите во уставот се прави дистинкција помеѓу македонскиот народ и бугарскиот народ. Сега, проблемите кај настануваат. Значи, ако успевам да ја парафразирам владата во своите ставови, значи во тој дел е дека нас никој не ни гарантира дека утре, нели, кога ќе почнат преговорите, бугарите нема да бараат нови барања за ова историската комисија, тој протокол, фамозен протокол 2 и така натаму. Значи во тоа, видете, ние треба кога тогаш, дали сега, дали како што вели владата, на крајот на преговарачкиот процес, ние уставот ќе го смениме. Еден ден ќе го промениме уставот. Значи, веројатно на сите тоа ни е јасно. Значи, кога ќе го промениме уставот, понатаму преговорите може да ги блокираат сите 27 членки на Европската Унија. Денеска слушавме нели за акциониот план за малцинства, дека и тоа е проблематичен во тој дел. Меѓутоа акциониот план за малцинства е универзален план, не е само за бугарите. Значи тој може утре да ви го проблематизира некоја друга заедница. Не, па тоа сакам да кажам, не би уставни измени да се направат заради акцијски план, ако никој го блокира, пак ние не можеме да отвориме кластери, пак е проблем. Што е мојата клучна поента? Велам, ајде да ги направиме уставните измени, тука да направиме национален консензус, нормално политичкиот момент да се процени кога, како, што, мислам дека е време, мислам дека беше време и порано, но ајде да се направат. И после продолжуваме да преговараме, да отвараме кластери. Ги отвараме кластерите, тој акцијскиот план за малцинства треба да се види, тој може да се врзе со уставните измени, па да се помине тоа. Сега тука ни требаат добри правници за таа работа, значи ни треба стварно луѓе кои си ја разбираат професијата, ни треба помош и од Европа, значи експерти ни треба што ќе ни помогнат и да продолжиме да преговараме. Ако дојдеме ние до кочница, ова е клучното што во суштина и владата го бара, оваа влада на ВМРО-ДПМН го бара и во кампањата за 24-та за изборите го предложи, а тоа е гаранции за и ние уставот ќе го отвориме на крајот на преговорите, ќе го отвориме уставот и ќе ги ставиме бугарите во устав. Значи, ајде да преговараме. Ако дојдеме до услов од бугарската страна, ние
ако е тој услов толку тежок Добро. да креира вето од страна на Бугарија, значи неформално вето како викаат и тие работи, ние ќе ги прекинеме, ние ќе ставиме вето на преговорите. Добро, ама ќе бидат спроведени уставните измени, Ако е така? толку тоа тешко, па да, ма ти ние ќе ги спроведеме уставните измени. И гаранција ако добиеме, еве вака прашувам. Ако добиеме утре гаранции, така? Утре ни даваат некакви, ја не знам какви се тие гаранции, меѓутоа не верувам дека Кошта може да ги даде тие гаранции или фон дер Лајен. Тие гаранции треба да ги дадат собствениците на Европската унија. Собствениците се државите, тоест Советот, тоа се председателите. Во случајот денеска се Мерц, Макрон, тие луѓе даваат гаранции и тие може да операционализираат. Значи повторно не е предвидлив пат, тоа сакам да еве речам. утре да ни ги дадат. Еве утре да Чекам на реплика. Утре да ни ги дадат гаранциите. Ние што ќе кажеме? Добро, супер се гаранциите, отвараме устав. Така? Ние устав отвараме секако. Морам да ти кажам, се заплетка на туѓа територија. Уставот, уставните Не, ја измени кажувам ја како не е твоја мислам. територија. Ја кажувам како ја Вака мислам. сега. Да. Прошетавме, Има право да си- има прошетавме Јавноста прво нека цени со тоа. национален, добро, ја кажувам мој и без да те навредам. Да. Јас кажувам моje мислење. Значи, ја реков национален консензус за она што е понудено во ТИВАТ и за нашиот нов модерен И ја на тоа мислев начин за влезува. За тој Не консензус национален мислев. консензус за уставни промени. Да. Не тоа малку тешко ќе оди. Евака сега да ве потсетам. Дали Бугарија пристапуваше во Европска унија? Пристапуваше. Дали потпишавме еден договор со они 97 година? Потпишавме. Декларација Ама беше те тоа. молам се. Декларација, ако Декларација. Дали они имаа проблем тогаш со нас? Немаа. Зошто немаа? Бидејќи влегуваа во Европа. Значи, они немаат никаков јазичен, идентитетски, било каков културен и историски проблем со Република Македонија во 1997 година. Сега, кога ние имаме интерес, кога треба да ни вратат реципроцитет на добрососедство, на добри намери, тие ни го прават спротивното. Ја го сваќам тоа. Тоа е 170 години, 150-60 години тврда политика кон Македонија, нема македонски јазик, нема македонски народ и така натаму и така натаму. Да се вратам на уставните промени сега и на преамбулата. Не можеме бугарите да ги ставиме во исто место со останатите што сакат да аплицираат. Зошто не Ама можеме да ги дозволи, ја те слушав. Нема зошто, Долго време чекав ја на реплика. Ама да ми кажеш Еве, зошто. ќе ти кажам зошто. Имаме измената содржина на преамбулата. Вели во една реченица, сите имаат дадено допринес во создавањето на Република Македонија. Бугарите немаат дадено... Тој е генерален став. Чекај, немаат дадено никаков допринос, напротив, бугарите зверски убивале, бугарите биле окупатори, фашистички, вакви, онакви, да не Добро, употребувам. тогашните власти Ама сега, те, да. ама тоа се Да, бугарите. Сега ти раскажуваше Бугарски- сеј. Не, Тоа нема врска со Дикот, факти. нека не се закачај кај што си тема. Не, ама е сеј Не е се тоа. закачај. Тоа Нека е докаже, Ја бев нека докаже, коректен. сепак. Значи, не можеме тој третман да им го дадиме. Пак ќе се повикам на... Еве професорката Силјановска, не председателката. Ни даде примери со Франција, Германија, Полска и други држави и на самата Европска унија во нејзините акти дека има промени со одложено действие. Еве тие го патот, само треба експерти македонски од Балканот и на Европска унија да седнат да го најдат нашиот модус како ќе го изведеме тоа. Се изведува, не наместија со нивица, не наместија. Не наместија со договорот за добрососедство со Бугарија. А ред ли е сега нормален меѓународен договор, спогодба, протокол да направиме за промена на устав кој ќе е во интерес национален и државен на Република Македонија. Остварливо езиков. Може ли сега? Не, чекај сега. Уште 2-3 реченици. Уште 2-3 реченици. Зошто сме се фатиле за уставните промени? Зошто ги тргаме настрана најважните работи, копенхашките критериуми? Не ги тргаме. Па ги тргаме. Не. Ја и ти се закачивме за уставните промени. Не ги тргаме. Не, Ние тие се дајте да услов ги за работиме почеток на копенхашките критериуми. Што ќе рече? Дајте да видиме Брисел како гледа на Македонија. А Брисел не гледа така лошо на Македонија. Сега може ли? Уште една реченица.
давањето предност на уставните промени е водење на воденицата, терање на водата на воденицата на бугарите. Гледање на евроинтеграцијскиот процес кон Брисел, седнување на бриселската маса и разговарање со врвни светски експерти како да се изведе ова е водење на водата на нашата воденица и на воденицата на Европската унија. Вака сега. Како рековме, проблемот, прашањето не смее да е билатерално. Упорно зборуваш за бугарите. Па не е билатерално, сега имаме со Брисел, нели така? Да, ама колегата мој што зборуваше цело време. Па ние со Јас го одместувам, му кажувам дека нашиот пат е Брисел. Ути Радев, знаеш како ни вика? Ние нема што со вас да разговараме. Да, и Радев така вели дека па така. Па ајде многу да не се чачкаме со уставот. Ајде на експерти да оставиме. Не, ворете, сега добро сега викнете сме на емисија, си ги зборувате. Сега. Значи, бидете парламентарни, ве молам се. Велиш, Ја и он сме Мирко и Славко, па нема. велиш да го гледаме Брисел, така? Да. Значи, ние не можеме да го видиме Брисел од оваа точка, се уште. Гледаме. Добро го гледаме. Тиват ни помогна, маглата се дигна. Не се дигна Навигацијата сега е бриселска, не е заради тоа софиска. што Тиват го, јас го гледам само ни светлото на предлогот на Мерци Макрон. Толку. Тоа е друга тема. И таа тема на почетокот ја чепкав. Они се било кој. Не се било кој. Но да кажам сега што мислам. Значи, ние Брисел во преговарачкиот процес не го гледаме се уште. Заради таа блокада што ја имаме. Ако се сеќаваш, 30 години, 28 години траеше спорот со Грција. Грција официјално никогаш не кажа дека ставила вето. Ние имавме исти проблем. А тоа се еуфемизми се ама тоа. добро, и сега е така. Еуфемизми. И сега Бугарија нема стајано вето. Франција стави вето. Макрон стави вето, а Бугарија нема стајано Кој вето. го свика Тиват? Макрон. Дозволи ми. Па ние сами си ставивме вето изгледа. Мојата поента лежи во оваа суштина. Предмалку рече како не треба да ги третираме бугарите во македонската историја. Нели, спомна злосторства, злочини, се што е направено. Се историски факти се тоа. Меѓутоа, во истата реченица рече дека може да има уставни промени со одложено дејствие, така? Да. Па како тие аргументи за бугарите ќе ги примениме кога ќе дојде одложеното уставно дејствие после 5 години, да речеме? Па ќе ги примениме. Па ако се со нова злосторници, формулација на преамбулата. Ако се злосторници, тие се злосторници. Ние треба никогаш да не ги прифатиме тие. А во меѓувреме ако се извинат, а во меѓувреме ако изразат жалење, тоа што го направија Вили Брант и Извини, ја мислам дека јас и вие нема да го дочекаме тоа. Мислам дека тоа нема да го дочекаме. Нека го дочека Македонија. Тие времења помина на извинување. Не е точно. Не, дигнитет. Дигнитет. Вака сега. Германија и не свиткан рбет. Вака сега. Фашистичка Германија во Крагуевац уби 7000 луѓе во еден ден. Да. И денеска германската држава е најголем стратешки партнер трговски на Србија. Па еве ти го примерот. Не, чекај. Па и нам ни е Германија најголем стратешки партнер. Значи, она што не можеме ние да разбереме. Со една суштинска разлика, германците не барат ништо од србите дополнително со уставни измени. Браво бе ти. Не знам историја заедничка и втора суштинска разлика